овде на средба со регионалната стопанска комора, за да покажеме дека никако идна власт нема да мислиме дека сите одговори се во наши раце, туку дека крупните одлуки, крупните политики ќе ги носиме во соработка со бизнис секторот, кој што ја движи македонската економија напред и кој што обезбедува доволно пари за да Македонија има буџет. Денеска сме на само 40 километри од едно од најважните, а нереализирани ветувања во изминативе 5 години. Веќе 4 години чекаме да почне изградбата на хидроелектраните Чебрен и Галиште. 4 години ги слушаме ветувањата дека за 6 месеци истите ќе почнат и еве веќе 5-та година ништо не се случува. Ова е еден од крупните проекти за задвижување на македонската економија, а особено за заздравување на економијата во овој регион. На ова прашање ќе посветиме посебно внимание. Новата влада на СДСМ веднаш ќе ги започне разговорите со потенцијалните инвеститори околу ревидирање на целиот проект и веднаш ќе најдеме начин да привлечеме сериозни инвеститори кои што ќе бидат заинтересирани да учествуваат во проектот на изградба на хидроелектраните Чебрен и Галиште. Новата влада на СДСМ ќе ги финансира овие хидроелектрани на принцип на учество со домашни средства, меѓутоа пред се ќе се подпреме на странските инвеститори и ќе донесеме шанса прво Македонија да го зголеми процентот на произведена електрична енергија на сметка на увезената и второ ќе овозможи на една голема градежна оператива да учествува во еден крупен проект на изградба на електроенергетскиот систем на Македонија. Тоа за Прилеп, за Прилепскиот регион, за македонската електроенергетика ќе биде навистина иницијална каписла за поголем развој. Втората тема на која што денеска овдека дискутиравме се разбира и тутунот. И новата влада на СДСМ ќе води паметна политика која на тутунарите ќе им обезбеди сигурен откуп, меѓутоа во исто време и сигурни субвенции кои што нема да се намалуваат, а ќе се исплаќаат буквално на секој вистински земјоделец. Нудиме решение не само за следните години, туку нудиме шанса тутунарите да ги добијат заслужените пари и за минатата година. Ги слушнавте стопаниците од сите области. Што им порачате за вас? И кои проблеми ви уоцира како на кандидат од опозицијата за еден премиер? Проблемите се бројни и затоа нашиот разговор трае подолго од предвиденото. Бизнисмените се жалат дека живеат во држава која што многу пари ги цеди од стопанството, било по основ на даноци, било по основ на казни, а при тоа не размислува како да им ја олесни нивната задача. Им кажавме дека како нова влада на СДСМ нашата цел ќе биде буџетот да го полниме со вистински инвестиции, а не со казни. Нашата цел ќе биде да стимулираме отварање на нови работни места и развој на нивните бизниси, а не нивно казнување по било кој основ. Сметаме дека и во Прилеп инфраструктурните објекти, изградбата на инфраструктурата е едно од прашањата на кое не се посвети воопшто внимание во изминатиот период и покрај сите ветувања за изградба на локални патишта, за автопатско поврзување со Скопје и со останатите делови од Македонија, за жал пари одат на многу споменици, пари одат на мостови ама златни во центарот на Скопје, а при тоа 1 километар автопат не се изгради во Македонија. Тоа едноставно не може да продолжи понатаму. Парите од буџетот кои што се собирани од граѓаните и од бизнисите ќе ги инвестираме, како што реков, во енергетика и во патишта. Според вашите информации и сознанија, дали буџетот во моментов е во криза и дали ќе се врши ребаланс на буџетот? Буџетот е, како да голема службена тајна. Во Македонија можете многу работи да ги дознаете, меѓутоа не можете да дознаете две бројки. Колку има вработени во администрацијата и колку државата му должи на бизнисот. Голем број на градежни фирми во Македонија велат дека не можат да си ги исплатат вработените затоа што државата им должи милионски суми. Владата не кажува колку должи за поврат на ДДВ, владата не кажува колку должи за договорите кои што се извршени, а при тоа никој не ги плаќа. Не може, значи од 1 јули, ако нешто не се промени, извршителите ќе можат да тропнат на вратите на секој од нас, ако не сме платиле сметка за струја или за радиодифузна такса и да ви земат нешто. Тоа истото одамна се случува во многу бизниси. Не сте платиле сметка, ќе ви дојдат со извршител, ќе ви ги земат парите. Единствениот во државава кој не се плаши од извршители е владата. Таа со месеци и со години им должи на многу фирми и ги доведува во стечај.
Тоа ќе се промени. Новата влада на СДСМ ќе има фер третман и на сите фирми во дадените рокови ќе им врши вистински поврат на ДДВ-то. И второ, ова нова влада на СДСМ нема да распишува тендери, нема да подпишува договори ако нема пари да се плати сметката. Не можеме денеска да живееме со парите кои им ги крадеме од џебовите на нашите деца утре. Значи немате информација, не знаете дали треба да се врши ребаланс на бюджет? Не, па видете, тоа се информации кои што, како што вели министерот за финансии во заминување, биле оперативен податок кој што не може да биде достапен на јавноста. Што мисля Стопан Стојницеве за минимална плата од 9? Сега околу тоа дискутираме и е во тек дебатата. Еден дел од нив смета дека ќе им биде тешко да се прилагодат на ваквите услови. Еден дел рекоа дека доколку државата им помогне на текстилните фирми со обука, со намалување на инспекцијските надзори кои што се случуваат секој ден и собираат илјадници евра како казни, дека во тој случај апсолутно нема да им биде тешко да исплаќаат минимална плата. Меѓутоа сакам денес овде да кажам една работа. Не е нормално Македонија да биде државата која во целиот регион ќе има најниската плата. Нешто во таа математика е неприфатливо. Нашата цел не е да им го отежниме животот на бизнисмените со тоа што ќе ги натераме да исплаќаат повисоки минимални плати. Не, државата ќе им помогне за да тие бидат во состојба да ги исплаќаат платите. На кој начин? Ќе ви објаснам ако имате уште малку трпение. Прво, државата за прв пат ќе кофинансира камата на кредити за нови инвестиции. Второ, државата ќе превземе на себе најголемиот дел од трошоците за обука на кадрот, кој што е најголем проблем од текстилните фабрики. Сите од текстилот кажаа дека многу малку има обучени кадри кои што излегуваат од текстилните училишта, а дури и тие кои што завршиле во текстилно училиште имаат проблем затоа што практично немаат никаква обука. Обуката на нововработените ги чини многу. И пари, и расипана опрема, и екстра трошоци. Новата влада на СДСМ има точен план како да ги искористи европските фондови кои што се наменети токму за обука и за развој на човечки ресурси, а кои до сега не искористени. Така што практично на текстилните фабрики ќе им помогнеме, ќе им ги намалиме трошоците за обука и тие со тие пари ќе можат фер и честно да ги плаќаат своите работени.